За много години? За много години, нека да сме здрави и живи. Да сме живи и здрави. А, Валерче? Завърши при нас и поплани. Много години. За много години. Види ми поздравя. Среќен пат. Па се гледаме да. Ајде. Денеска е источен петок Балаклија, кај христијаните од Делчевско на овој ден се доаѓа кај манастирскиот комплекс Света Богородица Балаклија, а за прв пат годинава овде се одржа богослужба во сослужение на нашиот Делчевско каменички епископ Господин Марко и свештениците од оваа епархија, па еве која порека ќе опатиме за денешниот ден да кажеме нешто за значењето на овој празник. Да, не е прв пат што се одржува богослужба, но прв пат архиерејска литургија се служеше. Ова е одредено и за наше седиште, како седиште на Делчевско-каменичката епархија. И ете денеска со радост дојдовме да служиме литургија во овој манастир, посветен на животворниот источник. Во народот е познато како источен петок или Балаклија, но се е тоа поврзано со главниот израз, а тоа е животворен источник. Тоа е Пресвета Богородица. Црква на Пресвета Богородица била посветена близу Цариград, која се нарекува животворен источник, се мисли на Пресвета Богородица, бидејќи Пресвета Богородица ни го родила животот, а тоа е Господ Исус Христос. И затоа ја нарекуваат животворен источник. И затоа еве денеска овде сме во манастирот животворен источник Балаклија, да се израдуваме уште еднаш на Воскресението, но да ја дадеме и почит и на Пресвета Богородица, која е изворот, односно од неа ни се роди Господ Исус Христос. За сега гледаме дека нема многу луѓе, изгледа подоцна ќе дојдат, бидејќи и работен ден. Имаше на литургијата луѓе, не многу, меѓутоа луѓето ќе доаѓаат во денешниот ден овде, многу се празнува. Ако дозволи времето, ќе дојдат повеќе луѓе овде да се напијат од изворот овде во манастирот и да земат благослов од животворниот источник и да го прослават и овој ден како во светлоста на Воскресението Христово, што се празнува и Пресвета Богородица, односно животворен источник. Го спомнавте седиштето дека ќе биде овде на епархијата, имавме прилика неодамна да видиме какви се просториите, потребна е некоја подршка од локалната заедница, од хумани граѓани, како тоа сето ќе се реализира, имаме ли? Ние веќе почнавме, направивме план за натрешното уредување на конакот, кој треба да биде резиденција на Делчевско-каменичката епархија. Па кој може да помогне, и денеска е празник, можат и да дојдат и овде да помогнат, но и понатаму ќе со Божја помош ќе обезбедиме некакви средства и од добри луѓе, од донации, па и од црквата колку може да поднесе, ќе го реновираме, односно внатре ќе го уредиме конакот и ако даде Господ, што поброгу и да се вселиме овде и да биде постојано овде жив манастир. Така ви благодарам и за многу години. Христос воскресе. Навистина воскресе, да сте живи и здрави.